Почнуваме со политика. Во третата изборна единица на терен нема да се соочат Љупчо Николовски од СДСМ и Љупчо Николовски од СДПМ. Државната изборна комисија денеска пресече дека листите на СДПМ на Бранко Јаневски не влегуваат во изборната трка. Во третата изборна единица дефинитивно нема да се соочат Љупчо Николовски од СДСМ и Љупчо Николовски од СДПМ. Државната изборна комисија денеска едногласно ги одби листите на кандидатите за пратеници на партијата на Социјалдемократската партија на Македонија, на Бранко Јаневски. Листите се одбиени поради некомплетна документација. Според ДИК, во сите 6 листи на СДПМ не се наведени датуми за кои избори се однесуваат кандидатурите. Подписите на кандидатите во изјавите и во личните карти не се сопаѓаат. Кандидат предложен за една изборна единица во изјавата стои во друга изборна единица. Датумот на листите е наведен на 11 мај 2016 наместо 11 ноември. На неколку изборни циклуси назад оваа партија поднесуваше имиња на кандидати за пратеници со слични или исти имиња како на кандидатите на листата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во оваа изборна единица претходно имавме Радмила Шеќеринска наспроти пензионерката Рада Шеќерова, а сега имавме Љупчо Николовски наспроти Љупчо Николовски. Денеска е последниот ден кога ДИК треба да се произнесе кои листи на кандидати за пратеници ќе бидат ставени на гласачкото ливче, односно ќе учествуваат на предвремените парламентарни избори. Наредната недела на 20 ноември треба да се знае која листа на кое место ќе биде на ливчето, пошто согласно законот на политичките партии и коалиции ќе им биде дозволено да ги пуштат во погон своите каравани на теренот. Во континуитет расте бројот на диабетичари во државата. Начинот на живот, слабата физичка активност, дебелината, но и стресот се главните фактори за зголемување на бројот на пациенти. На Светскиот ден за борба против диабетесот, здруженијата побараа поголема грижа од државата. На Светскиот ден за подигање на свеста за диабетесот, диабетичарите побараа да добијат поголем третман од државата, а недостатокот од инсулин со кој постојано се соочуваат болниците да биде минато. Наш званичен став е тој дека бараме поголем третман на диабетичарите и редовно, сега година се вадиме тендерот, ова тендерот она. Се знае до кога важи овој тендер, нека се распише овој тендер и нека ги предвидат сите оние можни рокови и за жалби и за се да може кога ќе заврши со овој набавувач, кога ќе дојде новиот, тачно да се знае, почне со новиот и нема проблем. Ние не се мешаме во тоа. Се претпоставува дека во државата има околу 200.000 диабетичари, од кои 46.000 се на инсулинска терапија. Во континуитет расте бројот и на диабетичари во Штип. Во моментот, околу 1360 лица се на инсулинска терапија. Начинот на живот е една од причините за зголемување на бројот на диабетичарите. Се почесто се регистрираат нови случаи на диабетис. Тоа е производ на новиот начин, на начинот на живот, на неуредната исхрана, на дебелењето. Дебелењето е еден од главните причини, намалена или никаква спортска активност, неумерен режим на исхрана, реков. И во светски рамки бројот на диабетичари е во постојан раст, а најголем дел од заболените живеат во урбани средини. Денес се слави името на двајцата браќа Свети Кузман и Дамјан. Токму црква посветена на нив двајцата почна да се гради во округот на клиничката болница во Штип. Малата црква ќе се гради со донација од семејство од Шведска, кое пред неколку месеци донираше медицинска опрема за болницата. Поставен камен темелникот на црквата Свети Кузман и Дамјан во округот на клиничката болница во Штип. Малата црква посветена на двајцата браќа лекари се гради со помош на донација од семејството Розенгрен од Шведска, кое пред неколку месеци донираше медицински апарати и опрема за болницата. Работиме само за донација, за помош за Македонија и правиме во многу болници и така. И бевме еден пат тука за донират една камион за апарати за болницата во Штип и сега пред уште ќе чекаме еден може за 10 дена. И тогаш бевме тука, дискутираме за директору и редовладици. Тука нема
црква на болницата и од тогаш почнеме да мислиме како може да правиме. Розенгрен посочи дека во Шведска сите поголеми болници имаат храмови, а директорката на клиничката болница им се заблагодари на донаторите. Овде во кругот на болницата пациентите и останатите ќе го најдат својот Божји мир. Ќе најдат духовен мир и душевен лек. Пред операции, меѓутоа, моја желба е, значи не само за лоши моменти, овде да се помолат во овој Божји храм и за радосни моменти. Митрополитот на Брегалничката епархија господин Иларион, заедно со свештеници од Брегалничката епархија го освети камен темелникот на црквата. Еве Бог посакал да дојде Томас од Шведска, да не посоветува за да направиме тоа што е најпотребно, душевната болница за помош на нашите луѓе кои што доаѓаат тука. Изградбата на црквата треба да заврши наредната година. Од утре стартува задолжителното носење на зимска опрема во возилата. Возилата треба да се опремат со зимски пнеуматици. Носењето на синџири е задолжително, а за тешките товарни возила, освен ова, пропишано е да имаат и лопата, ако на погонските тркала не може да се постават синџирите за снег. Од утре задолжително носење на зимска опрема во возилата. Сервисерите денеска со полни раце работа. Возачите побрзаат да ги постават зимските гуми на возилата, зашто велат снегот знае да изненади, а законот треба да се почитува. Иде зимата, треба да бидеме спремни на патишта, да не настрадаме. Што се подобри гумите, сме и побезбедни на патот. Зимската опрема во возилата е задолжителна. Стартува од 15 ноември и трае до 15 март. Под зимска опрема подразбираме поседување на зимски пневматици на возилата со длабочина најмалку од 4 мм на шарите, односно истите да поседуваат или пневматици со летен профил, со дебелина на шарата најмалку 4 мм и во приборот на возилата да поседуваат ланци, односно синџири за снег или други соодветни помагала. Се препорачува замена на сите 4 пнеуматици на возилото. Посигурни се на патиштата со снег, но и кога температурите опаѓаат нагло, поради што се појавува и подмрзнување на осијачните места. Значи тоа значи дека треба да се монтираат 4 зимски гуми со цел да се зголеми безбедноста во сообраќајот. Бидејќи зимните гуми за разлика од летните имат различен состав на материјал кој што е предвиден за пониски температури. Зимските гуми се монтираат на температура од 7 степени па надолу и така со тоа се зголемува самата безбедност. Неносењето на зимската опрема во возилата се санкционира со глоба од 45 евра или со регистрирање на 25 негативни поени. Со следниот материјал одиме во преубавата штипска населба Соитлак, а таму 80 викенд куќи наскоро ќе бидат приклучени на фекалната канализацијска мрежа. Јавно предпријатие ИСАР од денес ги почна активностите. Ова инвестиција тежи 23.000 евра. Екипите на работната единица водовод и канализација на јавното предпријатие ИСАР од денес ги започна активностите за изградба на фекална канализација кај викенд кукичките во Суитлакот. Инвестицијата чини над 20.000 евра, а средствата се обезбедени во комбинација од граѓаните, јавното предпријатие ИСАР и локалната самоуправа. Како што ветивме на граѓаните овде во населбата Сутлак, одржани повеќе состаноци, направени повеќе анализи и направени договори за како да се плаќа динамика на плаќање од граѓаните, започнавме со изведба на фекалната канализација. Значи, главната линија чини некаде 23.000 евра, од кои 12.000 евра ќе дадат граѓаните овде што се на самата улица. Тоа ќе биде сето на рати направено возможно да го платат, а додека другите средства се инвестирани од општината, градоначалникот на општина Штип и јавното предпријатие ИСАР заедно, а исто така после има дополнителни средства од 1 милион денари кои што ги дава градоначалникот, дополнителни средства од 500.000 денари кои што ги дава јавното предпријатие ИСАР, а останатите пари ќе треба да ги дадат другите граѓани за да се заврши целата канализација комплетно во овој дел во градот. Во Суитлакот јавното предпријатие ИСАР ќе изгради фекална канализација над 1000 метри, а ќе бидат обезбедени 80 викенд кукички. Ќе работиме двосменски, значи
и сабота ќе се работи, ќе гледаме што во најможен брз рок да се реализира оваа изведба, каде што ќе офанат околу 80 викендици, купна должина од околу 1050 метра, со профил фит 250 дел од трасата, другиот дел ќе биде фит 315, во зависност од теренот. Напоредно со интензивните активности за изградба на фекална канализација во Сујтлакот, екипите на водовод и канализација на јавното предпријатие ИСАР ќе работат и во Караорман. Жителите од каменичкото село Косевица конечно ќе добијат асфалт. Проектот тежи 11 милиони денари и ќе се реализира од буџетот на општина Македонска Каменица. Почна изградбата на патната инфраструктура во селото Косевица во Македонска Каменица. Во оваа село се гради нов асфалтен пат со вкупна должина од 3,5 километри. Изградбата на локалната малска патна мрежа е на барање на жителите, со цел да имаат подобри услови за живење. Еве веќе сме во фаза на реализација на еден огромен проект кој што представува децениски проблем на граѓаните на село Косевица, а тоа е асфалтирање на селски патишта до маалите во село Косевица, како и со поврзување со село Луковица. Во буџетот за 2016 беа планирани 12 милиони денари за овој пат. Договорот кој што е потпишен е приближно 11 милиони денари, до целосно завршување ќе биде колкав дел од него ќе биде целосно завршен. Изградуваме патна мрежа од приближно 3,5 километри, практично асфалтниот пат од училишната зграда во село Косевица. Започнуваме со сите мали да го поврзуваме кон село Луковица. Вредноста на проектот е околу 11 милиони денари, а фирма изведува ЧСМ компанија од Цвите Николе. Изградбата на овој асфалтен пат значително ќе ги подобри условите за живот во селото Косевица. По малите остана прилично, тamo некаде околу беа 70 некоја куќите стојат, ама повеќе се селија се тоа. Што нема услови инфраструктура? Нема услови, патиштата не се загрозени, све тоа се иселува, бега. Кои мали ги поврзува сега овај пат? Овај пат само рекарска мала. Градоначалникот Митевски вели дека и за наредната година ќе бидат предвидени проекти во интерес на жителите, а изградбата на новата патна инфраструктура во оваа село се реализира со средства од буџетот на општина Македонска Каменица. Штипјани се прашуваат дали ќе почне изградбата на нова зграда во населбата 8 ноември наспроти Штипска дистрибуција. Новата зграда која треба да никне покрај зградите во 8 ноември пред булеварот Партизанска наспроти Штипска дистрибуција никако да ги добие ниту темелите. Тротоарот пред делот каде треба да никне објектот е заграден, а таму простор за пешаци речи си и да нема. Тротоарот на булеварот кај Партизанска во 8 ноември е окупиран поради градежните работи. Цело лето беше запречен просторот за движење на пешаци, продолжува есента, а веројатно и зимото и ќе продолжи до наредната пролет затоа што градежните работи се стопирани. Пред зградите поради ископите за градба е натрупана земја. Стои и на делот пред тротоарот. До кога куповите ќе бидат таму, не се знае. Овде дупката за градба непосредно до зградите е ископана, но никакви градежни активности. Граѓаните се жалат дека кога дува ветар, земјата поради градежните работи влегува небаре во нивните станови. Поради одолжувањето на градежните работи, овде реагираат многумина штипјани. Велат населбата 8 ноември е претворена во градежна зона, но финалните работи тешко се ефектуираат. И на крајот за земјоделците. Објавена ИПАРТ 2 програмата на страницата на платежната агенција, но не и огласот за аплицирање за добивање на средства. Земјоделците ќе мора повеќе да се фокусираат за поефикасно користење на средствата од европските фондови. Се потенцира во најновиот извештај на Европската комисија. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој ја објави ИПАРТ 2 програмата. Истовремено ја објави и Националната програма за рурален развој 2014-2020 година. Новата ИПАРТ ќе поддржи повеќе сектори, предвидени се мерки за повратни средства и за инвестиции во обновливите извори на енергија.
Значи нема ограничување во однос на земјоделското производство, нити пак има ограничување на големината на земјоделските стопанства. Финансиските лимити се многу погоре поставени, значи и по корисник и по инвестиција финансиските лимити се зголемени, што значи дека многу повеќе можности нуди ИПАРД 2 програмата него што нудеше ИПАРД 1 програмата. До сега земјоделците потешко доаѓаат до средства од европските фондови покрај големиот интерес. Обемната документација, кусите рокови за аплицирање и најмногу нелегализираните објекти беа проблемите поради кои пред време се откажуваа. Најголеми интерес досега пројавија за набавка на нова земјоделска механизација. На последниот повик за ИПАРД се пријавија рекорден број на земјоделци од источниот регион. Само за нова земјоделска механизација аплицираа над 50 земјоделци. 60 милиони еври се на располагање на земјоделците од ИПАРД 2 програмата. 16,2 милиони евра останаа неискористени од ИПАРД 1 во 2015 година. Најновиот извештај на Европската комисија за ИПАРД нотира дека има одреден напредок, но и дека земјоделците недоволно се фокусирале да ги искористат средствата од фондовите на Европската унија. Овде ја заокружуваме понеделничната информативна програма на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието. Имајте убава вечер.